Видовме, ова не беше прилика да видиме уште еднаш, можеби како никогаш порано, колку животот знае да биде несигурен. Значи, јас и во таа една моја проповед кажав, и факт е тоа, не треба човек да биде многу паметен за да свати дека на големо се манипулираше и се уште се манипулира со цела оваа ситуација, но дека вирусот постои, да не се лажем. Че вирусот постои. Сега, пошто го направија баба Рога, мислам, тоа е веќе друга работа, за тоа служат медиумите и јас тука исто би кажал дека мислам дека во скоро време ќе следува и рестрикции, веќе почнаа на интернетот и поголема контрола над интернетот и што се изнесува на интернет. Затоа што погледнете ќе видите дека тие мас медиуми, телевизиски куќи пред се ги имаат веќе во рака, сите малте не исто повторуваат, ама интернетот е се уште тој извор кај што може да дојдете до нешто алтернативно. Така да тоа ќе им смета и ќе морат да направат некои промени и тука. Но Божјето Слово не може да го спречат да стигне до таму кај што треба да стигне. И нема напразно да падне, како што вели самата Библија. Че животот е несигурен. Не знаете што може да се случи утре, оно што може да се случи уште после кога ќе го поминете прагот од црквата и ќе излезете. Толку многу несигурно време во кое што живееме. И јас и тогаш кажав, и да не ве чуди ако во тие несреќи или не знам што се нема да има, како што нели кажува Матеј 24 глава, може да му се случи нешто и на некој од нас. Тоа не значи дека, знаете како ние сме склони да кажеме, не бил верен изгледа нешто, па затоа така го снајде. Сикавате дека има такви ситуации во Библијата. Што кажува Исус, како ги коментира тие ситуации, ќе видиме. Но што сакам да кажам? Да, Јов е најголемиот пример, меѓутоа има и други. Значи, ние имаме Божјата заштита, меѓутоа знаеме и дека Господ пред тоа време на големи неволи ќе повлече некој од нас. Не се сите доволно силни за да може да го издржат тоа и ќе повлече некој од нас на ваков или таков начин. Господ знае кога некој од нас е спремен, знаете на што мислам, за спасение, тоа му е главната цел и тоа може и да го направи во даден момент. А оние кои што не се спремни, тој толку многу милостиво ги чека и не чека сите нас да дојдеме до покаяние, тоа е главната цел. Затоа и во претходната моја проповед, кој е во твојот брод, така се викаше, го нагласив тоа, дека ова е, може и во рамки на пандемија или така натаму како го нарекуваат, меѓутоа, најголемата пандемија што го има за десен овој свет, оваа планета е пандемијата на греот. Тоа е главниот проблем. Од овој COVID-19 може да се случи да ви го одземе животот, ама на душата не може да и напакости, така ли вика Господ Исус? Треба да се плашиме, вика, повеќе од тој кој што може и душата и животот и се. И да ве снема и како да не сте биле никогаш. Гревот е главниот проблем. Кој што по себе повлекува, беше кажано и во пуката, смрт. И тоа не онаа смрт биолошка, како да кажеме, туку втората смрт. Вечна смрт. Лука, 13 глава. Има интересен наслов, покаяние или погибел во Константинов. 13 глава од Лука, овој прв дел. И ќе читаме тука 5 стиха први. Во исто време дојдоа некои и го известија за галилејците, чија крв Пилат ја измеша со нивните жртви.
се случил некој настан кој што никој друг не го забележал, освен евангелистот Лука, а историчарот, познатиот историчар Јосиф Флавиј, запишал некои повеќе некои такви настани, каде што можеби еден од тие и тој, каде што Пилат на некои галилејци при самото пренесување на жртва на олтарот едноставно ги покосил и пролил нивната крв, како што вели овде, и ја измеша со нивните жртви. Тој одговори им рече, Исус им одговара: мислите ли дека тие галилејци беа повеќе грешни од сите други галилејци, зашто настрадаат така? Често пати ние, ви велам, тоа е грешната човечка природа, така сме склони да размислуваме, на некого нешто му се случило, а поготово ако е тој некој наш близок верник, го сметаме, не бил верен изгледа, или не знам што, одма ќе почнеме така да размислуваме. Дали тоа е доказ за тоа? Значи, виде Исус, па дури во случајот со Јован 9 глава со слепиот, слепородениот, што вели таму? Дали се расправале, дали се ради татко му и мајка му гревовите, дали ради неговите гревови? Кои негови гревови? Па он се родил слеп. Кога ги направил тие негови гревови? Па да се роди слеп. Мислам, многу некои беззначени работи, меѓутоа луѓето кога сакаат да си истераат некоја своја идеја, си ја тераат. Што им вели Исус? Ни ради тоа, туку за да се прослави Бог. Овде вели да не мислите дека вие можеби, односно дека тие беа погрешни од вас, па тоа им се случи. Не, ви велам, но ако не се покаете, сите ќе загинете така. На што става акцент, Господ? Покаете се, покајанието е. Тоа некој, дали вака ќе настрада, со вркајка не знам што, било што, па сите еден ден ќе отидеме на некој начин, или можеби не сите, ја верувам дека, горе-долу, сите ние, ја верувам дека ќе дочекаме Исуса живи. Затоа што сме таа последна генерација. Не ви велам, но ако не се покајате, сите ќе загинете така. Или мислите дека оние 18 души, се еден друг случај, врз кој падна Силоамската кула и ги уби, беа повиновни од сите луѓе кои живеат во Иерусалим? Не ви велам. Но ако не се покајате, сите ќе загинете така. Повторно. Не се бафтајте со тоа, значи не се занимавајте со тоа, овие вака им се случило, на тие така им се случило, они се грешни затоа, ние сме правени, нас Господ не чува, до нас ништо нема се допре. Да, така вели псалмот, нели? Во ред, тоа е ветување Божие и така треба да веруваме. Ама не значи ако на некого нешто му се случи, дека тој е нешто повеќе грешен. Значи, немојте да се чудите што паднала кулата врз нив, чудите се што врз вас не паднала. Односно, покајте се за да не се случи такво нешто и на вас. И јас верувам дека цела оваа ситуација што ни се случи не потикна посериозно да размислуваме во тој правец. Која е нашата состојба, нашиот однос пред Господа? Дали сме се тестирале, ето овие тестовите, кои што исто така не верувам многу, одите да се тестирате на дали имате COVID-19 и како беше таму, еднаш ќе се тестира, па нема, па втор пат нема, па трет пат, па има, па не знам што, па... Какви циркуси се наслушавме стварно, не знам, секоја почит, мислам, кон тие луѓе, починаа луѓе, од што починале тоа, не знам кога ќе одознаеме, но имаше барем 10 случаи во Македонија, кои што откако починаа им најдоа дека биле заболени од COVID. Не знам тоа како го прават и не знам, ама како што кажав, со тие бројки доста се манипулира. Поентата ми беше, дали ние се тестираме, и тоа имаме прилика секој ден да се тестираме, не дали сме од COVID-19, туку од гревот. Еве го тестот. И не само Библијата, туку и молитвата на колена,
разговор со Господа и како што вели таму 139 псалм, мислам беа последните два стиха, испитај ме Боже, види дали можеби не одам по гибелен пат. Оти тоа е најголемиот проблем наш, но и за Бога. Тој сите нас не сака и сите ние сме уникати, сме збореле кој знае колку пати. Во сите нас гледа бисери и сака сите ние да се најдеме на небо, спасени. И затоа толку многу се труди околу нас. Што вели Елен Вајд, која би можеле да ја погледнеме таа голема борба, како се одвива за секоја една душа, меѓу едната и другата војска, непријателската. И ваква една ситуација, или некоја многу пострашна, да ви кажам право, ја воопшто, слава на Бога, значи, не е таму, тоа само не се базира врз основа на некоја логика и на моја размислување, туку ја воопшто не се уплашив, ниту во еден момент од целата ситуација. И маска ме натераа да ставам маска. Немав намера воопшто маска да носам, ама откако излезе последново дека нели ќе казнуваат, па не сум луд да им давам 20 евра, нема да видат динар. Нема шанси. И така да кај што морам ќе ја ставам и обично велам ја носам маска заради казната, не заради болест, заради вирусот. Тоа е веќе друго. Тоа е веќе друго. Далеко е тоа од маска. Како беше, не сме хаски па да носиме маски, а? Него тоа е да се тестираме, и тоа секој ден имаме прилика да се тестираме дали со нас владее се уште гревот, дали не сме се покаяле, дали има уште нешто за кое што не сме се покаяле. Животот кој што Господ не го дал, треба да го сватиме како една голема драгоценност. Да се појавиш воопшто, да постоиш на оваа планета. Па тоа е чудо, неверојатно чудо. Јас кога ќе си помислам, јас како трето дете на моите родители, можеби воопшто не сум бил во план. Ама ете се случило второто дете да почине на 2-3 години, колку било, па дошол Борче. И сигурно со цел, со цел кој што Господ ја спремал. И како поминуваат деновите, се поише и поише сум сигурен во тоа, дека Господ не создал и тоа со цел, и главната цел е да го прославиме. Мојот живот, не можем да се играм со мојот живот не е мој. Да отвориме во Јов, некој го спомна Јов. Прва глава. Дваесет и 21 стих. Тогаш Јов стана и расцепи облеката, знаете, после сето она што му се случило. А тоа што му се случило на Јов, не знам кога, некојаш на некој од нас ке ни се случи. Тогаш Јов стана и расцепи облеката врз себе, ја избричи главата и падна ничком на земјата, се поклони и рече: излегов гол од мајчината утроба и ќе се вратам гол таму. Господ даде, Господ зеде. Благословено да биде Господовото име. Целта на ѓаволот не се остварила, тој сакал Јов да го проколне Господа, вклучувајќи и неговата жена, кој што ѓаволот ја искористил за да го искуша или да го натера на тоа, да го проколне Бога, меѓутоа тоа не се случило. Господ даде, Господ зеде. Господ го дава животот, Господ го зима животот. Тука нема ѓаволот многу што. Океј, ние делуваме, ние не постои судбина, секако. Ние и текако со нашиот стил на живот и така натаму и нашите одлуки делуваме на тоа дали ќе ни биде пократок или подолг животот, но Господ е тој кој што го дава и Господ е тој кој што го зима.
и треба да внимаваме како се однесуваме кон животот. Прва Самуилова книга, прва книга Самуил, 2 глава, од 6 до 8 стих. Прва Самуилова, 6 глава, 2 глава, се извинувам, од 6 до 8. Господ дава смрт и живот. Спушта во гроб и оттаму издига. Господ осиромашува и избогатува, го оборува човекот и го возвишува. Го подига бедниот од правот, сиромашниот го возвишува од буниште, за да ги седне со кнезовите и за да наследат славен престол, зашто Господови се столбовите на земјата и тој ја ставил врз нив вселената. Господ е владетел на вселената. Господ владее над твојот живот. Господ дава, што вели тука, и смрт, ама дава и живот. И подига од смртта. Тоа е Господ. Колку е неболозно, колку е глупаво да верува човек дека јасно стои, тоа го одговоривме во еден одговор, би вечер и утро. Ден први. Не може тоа да биде символички некој ден. Вечер и утро. Како поинаку да се каже тоа? И колку е глупаво да верува некој дека се моќниот Бог, кој што во миг ствара, што вика тамо на крајот, во миг ке не преобрази која ќе дојде Исус, нас, во миг. И сега ти да веруваш дека на Господа му требаат стотици, тамо не знам колку, илјади, милиони години, па еволуција, па не знам. Тоа е, значи, обесчестување на Бога и Божјето име. Јас во таков Бог не сакам да верувам. Значи, тој Бог не е способен мене од грешник да ме направи праведник. Ќе му требаат, замисли си на Господа, ако му требаат милиони години, да секој од нас го направи од грешник праведник, па никад нема да се спасиме, нели? Нема да дојме до покаяние, милиони години. Кога сите ние имаме век од 50 до 80 години, тамо појаките. Може би некои повеќе. Не. Бог е тој кој што во миг прави, во миг ќе ги дигне мртвите. Второ Законие 32-39. Да, треба да кажем дека тоа е 5 Мојсева. Ја така си ги свикнав, така си ги викам, така си ги запишувам. Второ Законие 32-39. Сега гледате дека единствено јас сум и дека нема друг Бог покрај мене. Јас усмртувам и оживувам. Јас удирам и исцелувам и никој не се избавува од мојата рака. Е уште еден стих. Господ усмртува, Господ дава живот, Господ зема. Тоа Јов многу добро го разбрал. Значи, мојот живот не е мој, па ја да правам со него како што сакам. Мојот живот е Божји. И главна цел е да го прославам Бога со мојот живот и со сето оно што правам. Јаков 4 глава, тука има неколку интересни стикови. Јаково послание. Четврта глава, од 13 до 16. Слушајте сега вие кои велите, денес или утре ќе одиме во овој или во оној град, ќе правиме тоа, ќе планираме, како што вели брат Зоран, планираме вака, планираме така, и таму ќе останеме една година и ќе тргуваме, и ќе спечалиме, и така натаму, и така натаму. Вие кои не знаете што ќе биде утре, зашто што е вашиот живот? Вие сте парија која се јавува за миг и потоа исчезнува. Место да зборувате, ако Господ сака, значи, ако е Божја волја, нели, како што знаеме често пати да кажеме, меѓутоа така и треба да веруваме, не само да кажуваме. Ако Господ сака, ќе живееме и ќе направиме ова или она. Колку често пати знаеме да забораваме во тие наши планови и така натаму. Вака, така, онака ќе правиме ова, она, ама. Може да се случи сосема поинаку да
да излизат после работите. Зошто? Затоа што можеби не било по Божја волја, не сме го прашале Господа. Сме заборавиле на Него, дека Тој е Тој кој што ги води нашите животи. Јас ги охрабрував луѓето овие 2,5 месеци, колку време беше. Поготово еве така некои кои што веруваат, значи наши блиски и така натаму, дека планови, таа елита за која што нели се повеќе на широко и надолу се зборува, планови имаат еден куп и вакви и такви, не знам 500 милиони, милиарда, не знам што. Планови може да имат они колку сакаат. Господ во еден миг овака ќе направи, ќе им ги заплетка плановите. Ако не е дојдено време, како што нели за Исуса, не дошло времето, не било дојдено, си помина меѓу нив и ќе го утепаа одма уште во првата прилика, ама не се случи тоа, не дошло време. И затоа велам, да, ова е сериозно предупредување, не сакам да намалам тоа, значи што го кажав претходно, дека за нас посебно треба да не уозбили, да не натера да размислуваме многу посериозно за нашите животи, понатаму за времето кој што доаѓа. Но јас, така ги гледам работите, дека ова е само како еден мал тест, така ми доаѓа, затоа што убаво кажа тој министр или што беше таму доктор во Србија, ова е најсмешниот вирус, вика, што постои. Така кажа, после нешто го се исправаше, не знам што. И не е смешен, окей. Гледаме дека има жртви и така натаму, иако не знаеме, пак ќе кажем, од што се умреле тие луѓе, но факт е дека ова е ситница во однос на тоа што доаѓа. Тоа не е запишено во Библијата. Време какво што никогаш не било. Така ни кажува Елен Вајт. Затоа веламе како еден мал тест, или како што јас искоментирав во една прилика, мислам беше, на Фейсбук, не тестираат која овца е колку овца. Значи, под наводници, знаете. Која овца е колку овца, за да може да не стават во тој нивниот тор, во нивното трло. И со вакви мерки, знаете, 5 часа, не знам, овие постариле 2 часа, не знам, знаете што се случуваше, еве сега ми текнува, на почетокот ги гледав тие пресконференции, како да ги кажам, на овој Филипче, и после ми издосаде, мислам, само бројки кажуваат. И ќе донесат некоја мерка, и најчисто беше така малку поглупава, од што треба да биде, и ја коментирам, знаете, го гледам и коментирам, и после следниот пат ја донеле таа мерка, ја што сум ја кажал, викам, овој како да ме слуша. Мислам, просто беше 2 сати да му дадеш ти на старец, се извинувам, да не се навреди некој, од 67 погоре беа, значи не се сети тие стари. Да му дадеш 2 сата, и он за 2 сата треба да оди да чека ред у банка, пред банка, и после да чека ред пред самопослуга, и вака гужва. И сега ти треба, нели, треба да ги раздвоиш луѓето, да нема контакт, а ти правиш противен ефект со тоа. И еден куп имаше такви мерки, не е битно веќе тоа сега. Да. Тестирање. Значи, чекај сега да видиме како со оваа мерка, да, тоа ми беше муабетот, со оваа мерка колку можеме да ги затвориме, како можеме да делуваме, да не мрда, да ова, да она, за утре да знаат како. Пазете, убаво кажа некој, да беа социјалните мрежи, интернетот и сета таа технологија, како што е сега, пред 10 години и пред 10 години ќе го направеа, можеби тоа. Знаете зашто? Затоа што сега ќе ги затвориме по дома и по фейсбуци, по не знам, по месенџери, по зумови, по не знам што, ќе си контактираат, ама тоа ли е тоа? Тоа ли е тој контакт? Знаете ли дека колку повеќе, па без навреда, меѓутоа таа социјална мрежа, еве Фейсбук да ја наречем или било кои други, ни се нема од тоа социјално. Туку е асоцијално. Ти, ако си социализиран, ако ти сакаш да комуницираш, да дружиш, ти помалку ќе висиш таму.
Туку баш поради тоа што ја нема таа сега дружба како што било некојаш, сега таму на Фейсбук е. И сега таму сите се правиме, леле, убави сите, вакви, такви, најдобри, сите се најдобри таму. Да не ви текнува да барате маж или жена преку Фейсбук. Значи, ние не знаеме што ќе биде утре, толку е несигурно. Животот што го живееме. А ние правиме планови. Затоа што нашиот живот не е наш, туку е Божи. Твојот живот не е твој, е Божи. Ја немам право да одземам живот на било кого. Поготово, пошто знаеме дека сме создадени сите во Божи лик. Затоа треба паметно да го користиме животот, да не бидеме како оној во Лука 12 глава. Значи, не само во овој поглед, да не се сватиме погрешно. Нас животот може да ни го занесе било што. Не само парите, како во овој случај, односно не се ни парите, туку е пак, да, така да кажеме, добивката, онаа парабола со безумниот богат. Еве да се подсетиме 12 глава Лука, од 15 стих читам па надолу. Лука 12 глава, од 15 стих. И им рече, внимавајте и чувајте се од секој користолюбие, зашто животот на човекот не се состои во изобилството на неговиот имот. И во многу што не се состои животот на човекот, кој што пак ќе кажам не е наш, туку е Божи. И им кажа парабола, велејки нивата на еден богат човек роди многу плод и размислуваше во себе си вака, чија си правил планови како овие во Јаков што и читавме. Вака ќе направам, така ќе направам. Еве се роди берикетна година. Ќе ги разорнам своите житници, значи амбари, ќе изградам поголеми и таму ќе ги соберам сето своje жито и сите своји добра. Тогаш ќе речем на својата душа, душо, имаш многу блага, натрупани за многу години, почивај, јади, пи, уживај. Знаете колку многу луѓе се повеќе се базираат на ова? Поготово тие, ете така, што можат повеќе да си дозволат, почивај, уживај. Па, во Содом и Гомор, тоа бил главниот проблем, што довел до понатака сите други проблеми. И хомосексуализам и се живо. Безделничење. Имам јас се, па затоа реков аздисаните, значи не мислев јас, секој од нас може би некојаш ќе седне во кафана на ручек или не знам, ама аздисаните мислев на оние кои што не можат без тоа. А тие се најаздисани, тие таквите кои што имаат се, мислат и прават што ќе им падне на памет, ама што вели Господ? Но Бог му рече безумниче, будала, безумник. Не можеш да правиш ти со твојот живот, ти како сакаш и по твоите планови. Забораш на мене, јас сум дародавецот, јас сум тој што ти го дадов животот. И што вели безумниче, нокеска ќе ти ја побарам твојата душа. И чие ќе биде сето тоа? Тоа е тој непредвидлив живот во кој што живееме. Нокеска ли? Утре ли? Од кај да знаеме ние? Не е тоа до нас? И големо прашање е како го живееме животот. Дали сме го средиле проблемот со греот? Јас и тогаш нагласив, сега ќе кажам пак. Ваков вирус, таков вирус, значи, ние сме сведоци од не знам која, 97-ма таму, птичи, како беше, свински, зика, да, уште риби треба, да, сарс, мерс, кои што беа доста многу по-смртни, мислам, со поголема смртност барем. И сега, овој. Што ли уште нема да измислат? Ми зае малку мислата. Поентата ми беше тоа, дека ние не можеме да бидеме сигурни утре што ќе се случи со нас. И затоа треба да не го арчиме животот. Ете така нека носи наслов на некој начин оваа проповед. Иако тоа е турцизам, мислам дека, не знам,
Не е битно да не го растураме својот живот. Па побаво звучи арчиме. Господ ќе те нарекува будала ако не било што ти го одвлекува вниманието. Тоа ми беше мислата. Ни го одвлекуваат вниманието од главниот проблем со такви работи. Замисли по таква психоза. Леле, вој толку, таму толку умреле, ваму толку умреле, леле, болниците немаат место, не знам што, и само тоа. Гледајте вие вести и телевизија и само тоа. Арно рече некој, ако за да не се плашти, односно поминала, ако сакате да помине пандемијата, исклучите од телевизорот, нема пандемија, нема ништо, нема страв. Да. Неверојатна манипулација, медиумите се страшна работа. Значи. И под психоза, под страв, па доправа сега ќе се гледаат последиците од тоа, психичките расстройства кај луѓето. Сега ќе видите во вторник што ќе направат оние кои што им недостасувала кафаната. Знаете каква имаше слика таму во Хрватска која ги отворија кафаните, двајца, седнале, пиво на масата и ги врзале своите нозе со ланци за масата се врзале. Сака да кажат, више ништо нема да не одвои од оваа маса, туку од оваа кафана. Оф, леле. Таа кафана. Знаете ли колку песни има напишано за кафана, за вино, за вакво? Има ли некоја песна за библиотека, за нешто тако? Нема, не? Се за кафана, за шише, за чаше ломим, такво нешто. Тоа е се арчење на животот. Тоа е одвлекување на внимание. И баш ка тоа што со ова ни го одвлекува вниманието, може би од икс други работи. Не од гревот само, гревот е главниот проблем, да, тука треба да се насочиме, ама од икс други работи. Кој знае што се случуваше овие 2,5 месеци? Кој знае дали ќе дознаеме некојаш? Како и да е, нивните планови се нивни планови. Ние што имаме во план, уште малку ќе завршиме, тоа ми е планот. Мене, затоа што доста се одолжи ова богослужение, меѓутоа мислам дека беше на благослов. Беше прекрасно и она што сподели сестра Перса со нас околу искуството, таму со операцијата на Браданило. И знаете, некојаш Елен Вајд вели дека службата може да помине и така без проповед, туку со искуства. Тоа уште може многу по-силно да биде и да делува. Да, живите искуства со Господ. Така е. Значи, се што имаме од животот, се понатаму, дарови што ни дал Господ, ние се дадени за да го прославиме Него, за Него. Ако Тој даде се за нас, зарем ние ќе воздржуваме. Значи, затоа мој апел е и после оваа ситуација што се случи, да сите ние таленти, сите ние имаме големи таленти, да ги вклучиме. Сега се види какви се таленти имаме. Секој од нас. Да ги вклучиме колку што е можно повеќе во служба на Бога. Не само овде на служба, тоа е едно, меѓутоа и да се активираме малку и повеќе на надвор. Еве, Андреј на тоа не потикнува, има убави планови и треба да му се приклучиме. Значи не, кога ќе дојде он следниот пат и, верувам може би на подолго време, и да рече, ајде сега да идеме на площад, и нема никој. Да не се случи тоа. Зашто времето во кое што живееме и сето ова ако не поттикнува на поголема активност, не знам што. Или ќе помине ова, па ќе се успиеме, пак после не знам што, во септември најавуваат нов бран, значи знаат дека ќе има нов бран, замислете, на COVID-19. Да, 20. Неверојатно како тоа знаат. Па нели се прашувате како тоа бе нашата влада знаеше дека за април и за мај треба економски мерки таму не знам што. Како знаеа за април и за мај, зашто не јуни и јули? Мислам, окей, ете добро размислувате самите. Самите ќе дојдете до одговорот, не сакам ја да кажувам од тука нешто, па да ни го забранат каналот.
Се шегувам. Се шегувам. Што сакат може да прават, Божјото Слово нема да го спречат да стигне до таму кај што треба. Филипјаните 1 глава 20-21. Филипјаните, послание до Филипјаните 1 глава 20 и 21. Согласно моето цврсто очекување и надеж, дека во ништо нема да се засрамам, но како и секојаш во сета смелост, така и сега Христос ќе се возвеличи во моето тело, било преку живот или преку смрт. Зошто за мене живот е Христос, а умирањето придобивка. Живот треба да не биде Христос, живот треба да не биде вистината. И тогаш умирањето ќе биде придобивка. Затоа што само ќе заспиете во Христа и може би ќе се избавите од некои накнадни маки и проблеми и следниот миг го гледате Христос како доаѓа на облаците. Ама ако животот не е Христос, тоаш смртна ќе не биде придобивка. Да не должам повеќе. Мислам дека поентата е јасна и тоа беше целта. Значи да многу посериозно го сватиме животот и живењето на оваа земја планета. И не мораше да се случи ова. Самиот факт што никој од нас не знае уште колку денови има, треба да не натера да го живееме секој ден како да ни е последен, како што вели сестра Елен Вајт. Главно е да се покаеме, да не се бафтаме, ќе кажам пак со туги животи, и на овој вака, на тој така, не е верен, не знам, не тоа. Самите себе испитувајте се. Како што вели Исус тамо, да не мислите дека тие беа погрешни, не, туку гледајте на вас да не ви се случи, непокаяни и отидовте. Затоа Господ ни дава уште прилика, не знаем уште колку, имаат план 2030, ама тоа да не залажува, дека ќе се воспостави новиот светски поредок. Затоа што јас искрено не верувам во нов светски поредок, кај што Кина и Русија се тамо на некоја друга страна. Тоа не е нов светски поредок. Значи, ќе мора Кина и Русија да бидат сите во едно. Едномислени, вели Откровение 17 глава. Сите тие 10 цара беа едномислени и завојува против јагнето, но јагнето ги победи. И интересно е тамо колку време владеат, вика 1 час. Колку и да е тоа, пророчки, ако извадиме од ден, 15 дена. Или така, 2 недели, мислам дека така доаѓа. И тоа нека и не се 2 недели. Баш со Емил вчера го правивме тој мувет. Кога се видовме вамо. Господ ќе им даде да се порадуваат на таа апсолутна власт и после ќе ги удри. Ако да се порадуваат, знаете како дете малецко. Тоа е тоа. Кога ќе биде, што ќе биде, не знаеме ние, ама времето е близу. Да не, сега кажувам 2030, не се бавам со бројки, ама тоа сум читал некои нивни планови. И може би има и уште 10 години, ама може би и нема. Ама тоа нас не засега, затоа што мојот живот може би нема уште 10 години. Тоа е тоа. Нека Господ ни помогне во таа припрема. Амин. Господи Боже наш, Ти благодариме што е после некој подолг период не собра повторно во Твојот дом, но беше со нас цело време. Да, може би е најубаво да Те славиме овде, во домот кој што Ти си го предвидел за тоа, но и во своите домови верувам дека достојно Те прославивме и го величевме Твоето име и го ширевме Евангелието на малку поинаков начин, но сепак фала Ти, Господи, и за техниката и за сето тоа што си овозможил да може да стигне оваа реч до секој крај од светот. Да, од една страна манипулацијата стига многу брзо денес, затоа што живееме во едно такво информатичко време, но од друга страна и Твоето Слово стига брзо.
Нека стигне, Господи, секаде каде што треба, и нека вроди со плод. Нека не поттикне и нас тоа слово кој што има таква моќ, да веќе цврсто застанеме и да не дозволуваме да ни ги одвојуваат мислите, еден куп безвредни, тривиални работи, ситници во овој живот, и да планираме било што без Тебе, Господи. Затоа што овој живот не е наш и не знаеме до кога ќе го имаме, а Тебе те имаме сега, имаме се уште мир, се уште слобода, колку толку, да можеме да читаме, да се испитуваме, да пристапиме кон Тебе, Господи. Фала Ти за тоа што имаме се уште време на милост, што нашиот Господ Исус Христос, нашиот Спасител, посредува за секој од нас, да се покаеме и да примеме спасение, токму благодарејќи на Христовата жртва. Те молиме да не благословиш сите и поединечни како црква, да не водиш и во остатокот на овој свет саботен ден, вечера повторно во 19 часот дома, ќе те славиме и фалиме, со веруваме едно убаво проучување од нашиот брат Стивен Бор, но и понатаму во нашите животи водење и чување. Господи, да се сретнеме ново место во следна прилика која што ќе биде многу, многу поскоро. Ти благодариме за се, во Христово име те помоливме. Амин.